Здраво и добре дојдовте во уште едно видео. Најпрвен мислев дека ова видео ќе биде за оние луѓе кои што многу често во животот се ставаат во улога на слушатели, во улога на оние кои што ги слушаат другите, ги разбираат, ги носат понекогаш со себе нивните проблеми и во некој период во животот им доаѓа премногу, а не знаат како да го покажат тоа, не знаат или не умеат како да се носат со тоа, па доаѓаат во ситуација да се чувствуваат преморени, да немаат капацитет веќе да ги слушаат другите и да ги носат нивните приказни и нивните проблеми, меѓутоа не сакаат да ги разочараат или изневерат или не сакаат да им кажат не на луѓето со кои изградиле таков однос во кој тие се најчесто во улога на слушатели, а другите во улога на оние кои што зборуваат или споделуваат своите проблеми. Темата на видеото ми произлезе од прашањата како да се излезе од таквата ситуација, како да се променат таквите односи, како да се промени начинот на кој што реагираме или пак како да се променат улогите што според мене сами себе си сме си ги доделили. Пред да почнам да зборувам, сфатив дека ова видео може да им користи на оние од другата страна, за да можат да ги разберат оние кои постојано се во улога на слушатели, односно да разберат дека и на тие кои се нечии слушатели понекогаш им е потребно да бидат ислушани и да си провериме зошто ние толку често сме во едната или во другата улога. Овде генерализирам и сметам дека во текот на животот ќе се најдеме и во едните и во другата улога, понекогаш повеќе во едната, понекогаш повеќе во другата улога, но во ова видео фокусот ќе го задржам на оние луѓе кои што најчесто се во улога на слушатели, кои што се сметаат себе си за емпатични, полни со разбирање, дека имаат време за сите други, дека слушаат, дека умеат да изслушаат, понекогаш дури дека умеат да решаваат туѓи проблеми, да даваат совети, да помагаат на другите. И сето тоа е во ред, се до оној период, како што кажав, додека не се почувствуваат преморени, додека не ја чувствуваат силно потребата да променат нешто, а не знаат како, или пак може да чуеме дека им е смачено веќе да ги слушаат другите, имаат потреба и тие да бидат чуени, дека другите немаат време или слух за нив и така натаму. И како и секогаш фокусот на себе, односно на тоа како ние сме се довеле до таа улога, што можеме да направиме за да излеземе од таа улога, да промениме нешто, доколку можеме нели да си објасниме сами на себе си зошто упорно влегуваме во такви улоги, односно во такви односи. Што е тоа што нам ни треба или како себе си се гледаме и доживуваме, што повеќе и почесто се наоѓаме во улога на слушатели или во улога на оние кои имаат време, место, простор, енергија, емпатија за другите луѓе. Која е нашата потреба да се ставаме во таква улога и да влегуваме во такви односи со другите луѓе? Односно, се ставаме себе си во ситуации да ние сме тие кои што слушаат, кои што имаат време, емпатија, разбирање или доколку имаме потреба да делиме совети, да даваме помош, да разрешуваме туѓи проблеми. Зошто го правиме тоа? Се разбира дека одговорот не е секогаш едноставен, меѓутоа, доколку на вистина потребата да го промениме тоа ни е голема, ќе се потрудиме, ќе се вложиме, ќе побараме и помош доколку е тоа потребно, но тоа не е тема на ова видео, така што ќе го оставиме за некое друго видео или секој сам да си го најде одговорот на прашањето. А темата на видеото е како да ја промениме таа состојба, како да излеземе од таа улога или како да им кажеме на другите дека не сме секогаш расположени или немаме капацитет или имаме нешто свое, си имаме некои своји проблеми, поминуваме низ некои периоди кои за нас не се лесни и се захтевни и бараат да сме посветени на себе си или на своето семејство или професионално. Како да не чувствуваме грижа на совест во таквите ситуации? Реков дека генерализирам и дека сите ќе се најдеме и во едната и во другата позиција, меѓутоа постојат луѓе кои што подолг период или кои што почесто влегуваат во улогата на слушатели. Ако со некој сме изградиле однос во кој ние сме тие кои слушаме, ако тоа трае подолго време, ако сме ги навикнале другите луѓе, ако сме им дозволиле, ако сме им оставиле простор, меѓутоа не сме поставиле граници, луѓето ќе навлегуваат премногу во нашиот простор, ќе ги пробиваат нашите граници
и најверојатно затоа што така им е полесно, ќе не бараат за да ги слушаме, да си ги кажат, споделат своите проблеми, маките, како што народски се вели, токму затоа што така сме научени и ние и тие. Таков е нашиот однос, така сме го граделе, така сме вложувале во тоа, така сме се навикнале. И ако тоа е подолготраен однос или ако подолго време ние го дозволуваме тоа, односно го правиме тоа со најдобри намери, тогаш после извесен период навистина представува предизвик како да го промениме тоа, односно како да им кажеме на другите: не можам да слушам, не сакам, немам капацитет, имам своји проблеми, имам своји предизвици, не можам денес, не можам тебе, не можам и тебе. И така натаму. И знам дека тоа не е лесно, понекогаш може да звучи дури и грубо, да се доведеме во некоја непријатна ситуација, другите да ни се налутат, и тоа практично се сите тие предизвици кои си ги поставуваме кога сакаме да го направиме тоа, ама се повлекуваме токму од тие причини. Да не ги повредиме другите, да не ги навредиме, да не разберат погрешно, да не ги налутиме, да не можат без нас да се носат со тоа што им е предизвик и проблем. И се додека така размислуваме, нема да го промениме тоа. И се додека на другите јасно и гласно не им кажеме и не им покажеме дека не ни се допаѓа повеќе таквата улога, дека не сакаме да бидеме веќе во такви односи, дека се чувствуваме на некој начин искористени, злоупотребени, дека тој однос не изморува, дека не сакаме секогаш да бидеме булга на слушател, некогаш сакаме да бидеме и слушани, се до тогаш другите луѓе нема да знаат. Може би ќе чувствуваат дека нешто не е во ред, дека ситуацијата е непријатна, дека може би нешто со нас се случува, ќе им оставиме простор за многу предпоставки, а предпоставките најчесто водат до недоразбирање, до конфликти и оддалечување со другите. И затоа, дури кога не ни изгледа лесно и едноставно, секогаш, барем според мене, најдобриот избор е да го кажеме тоа. Да кажеме дека ни е потребна промена, промена во односот, промена во комуникацијата, промена на улогите. Ако луѓето имаат разбирање за нас, ако ни се вистински пријатели, ако нашиот однос е искрен и здрав, ќе го преживее тоа. Ќе се случат промените, ќе продолжиме понатаму. Ако не се случи тоа, тоа значи дека тие односи не ни биле искрени, не ни биле пријателски, може би биле еднонасочни, може би навистина ние сме биле тука само за да задоволиме потребата на другиот, да биде ислушан, да ги сподели со некого своите проблеми. И тоа е тоа. Ние сме дозволиле да влеземе во таков однос, да го одржуваме тој однос. И никој не е тука виновен, а одговорни сме и двете страни. Ние заеднички сме го граделе тој однос. Ние сме дозволили. И ние сме имале можеби некоја потреба да покажеме колку сме добри, колку сме фини, колку сме мудри, колку ни значи другата личност. Меѓутоа, одговорноста е наша. Да, во ред може да ја поделиме со другата личност, меѓутоа таму не можеме ништо да промениме. Она што можеме да го промениме е начинот на кој ние се однесуваме, улогата која што ние ја играме. Доколку не го кажеме тоа, искрено, јасно и гласно, другата личност нема да знае. И ќе си продолжиме така, и ние ќе бидеме тој што слуша и тој кој што се оптоварува, па потоа можеби ќе почнеме тоа да го споделуваме со други луѓе, па ќе влеземе во улога на жртва и веќе сме го изневериле и загрозиле на некој начин нашето пријателство, само затоа што сме мислеле дека доколку молчиме или доколку го споделуваме тоа со другите, ќе биде некако полесно и за едниот и другиот. Но нема. Кога тогаш ќе дојдеме во ситуација кога тој однос ќе пукне, ќе се распадне, ќе престане да постои, или пак некој ќе биде повреден и навреден од целата приказна. И затоа, според мене, освен што треба да провериме зошто го правиме тоа, зошто се ставаме во таква улога, зошто влегуваме во такви односи, треба и да провериме зошто не го кажуваме гласно тоа. Може би во одреден период и нам тоа ни требало, може би во одреден период ни одговарало, но работите се менуваат, односите се менуваат, се развиваат, растат. Ако ние сме освестиле кај себе дека не ни се допаѓа повеќе тоа, дека не изморува, дека не оптоварува, се разбира дека со тек на време ќе се рефлектира и на другата личност и на односот. И затоа е најдобро тоа да го кажеме. Она што е наш вистински предизвик, она што ние треба да го разрешиме и да го сработиме, се појавува тогаш кога немаме способност, капацитет да го кажеме тоа на другата личност.
Тогаш се појавуваат прашањата зошто не можеме да го кажеме тоа. Кои се предизвиците, што треба ние кај себе си да расчистиме? Дали знаеме да им кажеме не на луѓето? Дали знаеме да кажеме не сакам? Дали знаеме да кажеме во конкретниот случај не ми се зборува за тоа? Дали знаеме да кажеме дека не можам да ти помогнам, не можам да те разберам, немам капацитет, јас имам своји проблеми, не можам денес, не можам и со тебе денес да разговарам, претоварена сум, немам време, имам нешто друго што ми е битно. Зошто не можеме да им го кажеме тоа на луѓето? На луѓето кои можеме да ги слушаме, за кои ќе најдеме и време, и енергија, и простор, и емоции, а не можеме да им кажеме во одредени периоди дека немаме потреба за тоа, дека немаме сила, дека немаме капацитет. Што е тоа, што е наш проблем, што не може да бидеме искрени и отворени со луѓето, особено кога се работи за блиските и за пријателите. Ако ни е тешко и ако споделуваме со другите, ако се жалиме дека ние сме тие кои постојано ги слушаме сите и сите ни раскажуваат, ни се жалаат, ни бараат решение за проблемите, тогаш ние тоа го дозволуваме. А зошто? Тоа ние најдобро си знаеме. И уште нешто што е битно. Дали ние имаме потреба и дали ние имаме доверба и дали се чувствуваме безбедно и сигурно, лагодно, да се однесуваме со другата личност, со личноста која најчесто ја слушаме на истиот начин. Односно, да ги смениме улогите, ние да бидеме во улога на некој што зборува, а личноста од другата страна да биде личноста која слуша. Ако ја немаме таа потреба, таа сигурност, таа доверба во другата личност, тој однос е едностран и не е искрен. А ако ние остануваме во такви неискрени односи, пак ние сме тие што од известни причини имаме некаква потреба да одржуваме такви односи. И не е до другиот. Другите само се однесуваат онака како што ние им дозволуваме. Така што, наместо да се жалиме, да раскажуваме, да споделуваме со другите колку ни е тешко, да си даваме улоги на себе си, на некои кои сите ги слушаат, за сите имаат разбирање, време, кои решаваат туѓи проблеми, даваат совети на сите, може би е време да погледнеме во себе и да се запрашаме зошто го правиме тоа. Да го најдеме во себе одговорот, а потоа, доколку имаме потреба и да промениме нешто. Меѓутоа, како и да е, да бидеме отворени и јасни, најпрвен кон себе, а потоа кон другите луѓе со кои што влегуваме во најразлични приватни и професионални области. И секогаш постои опцијата луѓето кои што имаат потреба да разговараат многу и често, имаат своји проблеми со кои не знаат како да се носат, во периодот немаат капацитет да ги разрешуваат, туку само имаат потреба со некого, да ги споделуваат со најдобри намери, најнежно, најљубезно, најчовечки, да им предложиме да си побараат стручна помош. Затоа што можат да си најдат луѓе кои ќе ги слушаат, кои ќе им помогнат, можеби, да ги пронајдат решенијата на своите проблеми или ќе ги насочат или ќе ги поддржат во тој процес и се разбира за тоа ќе се платат, затоа што постојат стручни лица чија работа е да слушаат и да помагаат на другите кои што во одреден период не можат сами себе си да си помогнат и да се поддржат, односно да побараат помош од психолог, психотерапевт, зависно за што имаат потреба и како ќе изберат самите. Иако многу често ни се случува, меѓутоа не можеме да играме нечи терапевти, психолози, психијатри, затоа што не сме тоа, туку сме роднини, пријатели, блиски луѓе, кои што понекогаш и поради емотивната вклученост во животот и во тоа што му се случува на другиот, можеме да бидеме субјективни, да направиме и повеќе штета, особено ако сме од оние кои што сакаат да даваат совети и да ги решаваат своите проблеми, зашто исто така имам снимано видео, имам повеќе пати зборувано. Ви посакувам се најубаво, ви благодарам што го изгледавте ова видео, ставете лајк ако ви се допаѓа, како и секогаш приклучете се на каналот доколку не сте го направили тоа или притиснете го звончето. Погледнете некој од старите видеа, споделете го ова видео со некој кој ви е близок и
кој сметате дека има потреба да го чуе ова, а ние се гледаме во некој следно видео со некоја нова тема. До тогаш, уште еднаш, се најубаво.